Ивана Ѓоргиевска од Движењето Знам за наша Македонија повторно е избрана за председателка на Советот на општина Куманово. На денешната прва конститутивна седница на Советот, Ѓоргиевска беше предложена од Комисијата за мандатни прашања и именувања со 4 гласа за и 1 воздржан, а избрана со 19 гласови од вкупно 31 советник. Советниците од ДУИ ја напуштија седницата пред гласањето за предложениот председател на Советот, а пак предлогот на советникот Иван Петковски од Ред за Куманово, Владимир Михајловски од ВМРО ДПМН да биде новиот председател на Советот, не доби поддршка од 5 советници за да биде ставен на гласање. Председател на Комисијата за мандатни прашања е советникот Дарко Митевски од Движењето Знам за наша Македонија. Инаку со првата конститутивна седница на Советот председаваше највозрастниот член на новиот состав на Советот, доктор Срјан Ѓорѓевиќ од Демократската партија на србите во Македонија. Констатирам дека за председател на Советот на општина Куманово е изберена Ивана Димитриевска и честитам Ѓорѓиевска, и честитам од срце. Огромна е честа и големо задоволството да бидеш предложен и изгласан од мнозинството на советници од новиот состав на Совет на општина Куманово. Ви благодарам советници на Движење Знам, ви благодарам коалициони партнери, ВМРО ДПМН, ВЛЕН и ДПСМ за укажаната доверба и за поддршка. Благодарам и на советниците на ДУИ, кои излегоа, за жал ја напуштија седницата и повторно не учествуваат во седниците на Советот активно, за да ги представуваат нивните гласачи. Благодарам на СДСМ и коалицијата и благодарам на независните од советничката листа на Ред за Куманово. Благодарам затоа што ми укажавте предизвик да докажам како член на Движење Знам дека сум човек кој ги спојува граѓаните, ги спојува политичките партии, особено политичките партии затоа што се представници на нашите сограѓани кумановци, а ние како најголемо тело, кои сме дефинитивно сега 31 на број, ги представуваме нивните барања, ги представуваме нашите ветувања пред нив, а верувам дека Движење Знам заедно со коалицијата и мене како председателка на Совет, новоизбраниот старо-нов градоначелник, ќе испорача во престојниот мандат, без разлика од која етничка, верска или политичка припадност станува за збор за граѓаните на општина Куманово. За мене тие се приоритет, нивните барања се приоритет. Поминавме локални избори, на кои што добро знаеме кои се нивните главни барања, понудивме голем број на солуции како да ги решиме на локалните избори. Верувам дека заедно мнозинството, верувам дека и опозицијата, која веќе со гласањето на председател на Совет се изјаснува кои ќе бидат, верувам дека заедно на седниците на Советот, председниците на Советот, на ниво на координација ќе се обидеме заедно сите да ги решиме нивните проблеми, кои што се очигледни. Како председателка на Совет на општина Куманово му посакувам на градоначалникот Максим Димитриевски одлична соработка со Советот на општина Куманово. Се надевам и дека и опозицијата ќе биде конструктивна и дека ќе учествува со своите предлози во натамошен развој на општината. Ќе се залагам за конструктивни расправи на Совет на општина Куманово со цел да се слуша мислењето и на позицијите на опозицијата, но најавувам уште сега дека нема да толерирам ниско ниво на дискусија на Совет на општина Куманово, затоа што е време да го вратиме Советот на општина Куманово како орган со дигнитет и со почит. Соработка со невладините организации досега беше на високо ниво. Според мене тоа се една продолжена рака на општината, партнер на општината која работи во остварување на цели што општината можеби не може да ги оствари, меѓутоа тоа се најчесто маргинализирани групи на граѓани. Значи соработката со невладините организации ќе ми остане како приоритет како председателка на Совет. Соработката со бизнис заедница секако дека ќе остане, тие се вклучени преку тела на општина Куманово и веќе многу придонесуваат во развој на општина Куманово.
Во овој нов состав на совет на општина Куманово гледам врвни професионалци, луѓе кои не партиски, туку лично ќе дадат придонес во сите комисии кои доправа ќе ги формираме и кои ќе се најдат во комисија во која што професионално на нив ќе им одговара. Оно што многу ме радува во овој состав на совет се млади луѓе кои влегле во политиката да научат што е политика. Јас веднаш ќе ви кажам дека политика е одговорност огромна пред граѓаните, затоа што 2-4 години многу брзо ќе се превртат и повторно излегуваме на терен да бараме поддршка. За наредната седница на ниво на координативното тело составено од носители на советнички листи ќе направиме комисии. Реков дека тие комисии ќе бидат пропорционално поделени според членовите на советот кои се во опозиција и во позиција, значи нема како што мислеа во претходниот состав на совет да ја тргнеме опозицијата, напротив сакам да бидат конструктивни во овој состав на совет. Пред локалните избори завршија, мислам дека време е раните да ни заздрават, да седнеме како советници кои ја добија доверба од граѓаните и да направиме се што може да направиме и поединечно и како политички партии за развојот на општината и за решавање на некои проблеми кои се од суштинско значење за нашите граѓани. За мене како председателка на совет ќе биде приоритет јавните претпријатија да се ги ставиме на нозе, за да можат да пружат квалитетна услуга до нашите сограѓани. Приоритет ми е граѓаните да ги известиме претходно и да им ги кажеме сите наши натамошни обврски и натамошни постапки за да се среди комуналниот ред, за да ги имаме како сојузници, а не како противници, да се реши сообраќајниот хаос и хигиената на во градот, затоа што сите тоа го ветувавме како политички партии во локалните избори. Престои период во кој што ќе донесуваме многу суштински одлуки за граѓаните на општина Куманово. Јас како председателка на совет втор мандат веќе ги знам проблемите. Овдека има советници што си од претходните состави на совет, ги знаат локалните проблеми и од вас, советници, очекувам само конструктивна расправа и идеи, предлози како да се решат проблемите на нашите сограѓани во општина Куманово. Имаме помош од Влада на Република Македонија, имаме проекти кои допрева ќе се градат. Во оваа прилика би сакала да ја искористам и можноста да се обратам на нашите сограѓани, да имат трпение, затоа што ќе се работат поголеми градежни инфраструктурни проекти во центарот на градот, во населбите, во селата, меѓутоа тие инфраструктурни проекти се за да се подобри квалитетот на животот на нашите сограѓани, за кои што сите ние ќе мора да имаме трпение и за да може да се реализират. На седницата претходно беа верифицирани мандатите на советниците во Советот на општина Куманово. Председател на верификационата комисија е советничката Моника Марковска од Движењето Знам. Плодна и успешна работа на советниците во идниот 4-годишен период им посака градоначалникот Максим Димитриевски. Да се водиме од општиот граѓански интерес при носење на сите одлуки, порача Димитриевски. За мене е чест и задоволство да присуствувам денеска на првата конститутивна седница на Советот во овој состав и во оваа прилика сакам да испратам искрени честитки до сите вас како членови на Советот, да ви посакам плодна и успешна работа, воедно и до сите служби за подготовка на оваа седница во делот на благодарноста и воедно да посакам да се водиме од општиот граѓански интерес при носење на сите одлуки и нивно извршување во иднина од моја страна како новоизбран градоначалник во општина Куманово. Нашата обврска е на прво место кон граѓаните, а потоа и кон нашите политички субјекти кои што ние ги представуваме преку програмите кои што ги понудивме претходно на предстојните избори. И јас како старо нов градоначалник стојам на располагање на сите
советници, членови на Советот, без разлика на нивната политичка припадност или политичка различност, се со цел да ги унапредиме животните услови на нашите граѓани во кои што живеат во нашиот град и истиот го трансформираме во поубаво место за живење. Воедно посакувам плодна и успешна работа до крајот на седницата на сите вас. Над 4000 граѓани на Куманово примаат инсулинска терапија, од кои 143 се деца со тип 1 диабетес, истакна денеска доктор Марија Бајдевска-Спирковска, одговорна за Центарот за диабет во болницата, по повод одбележувањето на Светскиот ден на диабетесот 14 ноември. Според надлежните, загрижува фактот што бројот на заболените од година в година расте, како на локално, така и на државно ниво. Инаку Светскиот ден на диабетесот 1991 година се одбележува ширум светот на предлог на Меѓународната федерација за диабетес и Светската здравствена организација, а како одговор на зголемената загриженост и ескалацијата врз здравствената закана што ја носи диабетесот. Денеска е 14 ноември, Светски ден на диабетесот, кој што традиционално секоја година го одбележуваме, со желба да зголемиме свесноста кај луѓето за ова сериозна болест. Ова е најбрзо растечка глобална пандемија во светот со кој што се соочуваме и секоја година бројката е се поголема. На ниво на нашиот центар за диабет се прегледуваат од 800 до 1100 луѓе на месечно ниво. Значи тоа не се само пациенти на инсулин, значи тоа се пациенти со предиабет, тоа е состојбата која што претходи на диабетесот и која што ни е практично и најважна, и тука најмногу сакам да апелирам во однос на превенцијата, значи да измериме шекер, да направиме една барем денеска да ги натераме луѓето да отидат кај својот матичен и да направат една обична лабораторија или во аптеките денеска сигурно има и бесплатно мерење на шекер во крв, да си проверат шекер и секоја бројка која што е над 6 треба да не загрижи, да пробаме да се прегледаме. Инаку 4124 пациенти примаат инсулин актуелно во Куманово, од кои што 143 се деца со тип 1 диабет. Тоа е само нашиот центар. На ниво на државата бројките се огромни и секоја наредна година имаме се повеќе луѓе со диабет. Загрижува посебно во детската возраст што се јавува, веќе имаме кај деца прекумерната телесна тежина, седентарниот животен, кафанскиот животен стил, немање физичка активност, јадење брза, процесирана храна, смоки, чипсови, глупости, сето тоа, јас ги викам глупости, сето тоа се одразува на појава на диабетесот. А сето тоа можеме ние да го промениме, нели, со еден здрав живот, со физичка активност, со едноставно, нели, да се погледнеме од сабајле во огледало и да кажеме денеска ќе јадам здраво, нели, сами на себе да си кажеме дека треба да го промениме начинот на живот. Тоа не може ни доктор, никој тоа не може да ни го каже, дури ни наставниците не можат да влијат на учениците ако ние родителите од дома не почнеме. Значи тука се почнува дома. Токму пред диабетесот, значи тука имаме пореметување на бројките во смисла на шекерот на крвта, но не доволно за да ги крстиме диабет. Ама и во тој момент почнуваат промените на малите крвни садови и тука се јавуваат компликации. Значи ризик од инфаркт, од срцева слабост, од мозочни удари, оштетување на бубрезите, на очите, се почнува во состојбата пред диабетес. А тука со промена на животниот стил, најголем дел од пациентите ни се враќаат во здраво. Само мал процент од тие пациенти на годишно ниво ќе преминат во диагноза диабет ако го променат начинот на живот. Значи тоа е толку едноставно, промена на начин на живот во превенција на една од најтешките глобални пандемии. Се треба да јадеме, значи мојата препорака е да јадеме се, но да бидеме умерени. Значи да внимаваме како ја комбинираме храната, да не се прејадуваме. Значи во храната треба да има и салата, и месо, и јаглени хидрати. Никој од нас не може да живее без да јаде јаглени хидрати, но нели не е исто дали ќе изедеме осминка бурек или четвртинка или пак 2/4. Кај нас многу се јаде ори, се јаде компир, се јаде цукано, теста, пити. Тоа е нешто што е доминантно застапено во нашата кујна, а за жал и најлошо влијае на вредноста на шекерот во крвта. Успешна година за кикбокс клубот Предатор од Куманово. Вкупно 12 златни медали, 15 сребрени и 25 бронзи освоија членовите на Предатор годинава на повеќе државни, европски и светски првенства. Квалитетот и успехот на кикбоксерите и нивните тренери Оливер Милорадовски, Јован Крстевски и Оливера Свилар се препознаени од општина Куманово. Од последниот интернационален куп одржан во Хрватска, клубот Предатор се врати во Куманово со 5 медали. Ова година имаме освоено
Донесено 12 злата, 15 сребра и 25 бронзи за нашиот клуб и за град Куманово. Можам да кажам дека сме најтрофеен клуб во град Куманово моментално. Ние како клуб учествуваме на 90% можам да кажем на сите меѓународни купови што можеме да отидеме, што се во близина, некогаш одиме и подалеку, например Италија што беше светски куп. Бевме со Данило и со Андреја. Сега брзо што бевме на 3 меѓународни купа тука во близина. Првиот беше во Београд, трофеј Београд. Бевме 12 борци, 3 тренери, донесовме многу медали, од кои 3 злата, 1 сребро. Потоа бевме во Тешен, Босна. Бев само јас со уште 4 борци. Од 4 борци донесовме 3 медали. Имаше 1 сребро и 2 бронзи. Еден надпреварувач беше без медала. Му се погоди ранг број 1 во светски ранг, така да одлично искуство за него без медала. Последно што бевме е во Кутина, каде што имаше над 900 надпреварувачи, над 95 клуба пријавени од целиот регион и од светот, но можам да кажам дека тој надпревар е најак во околина што го имаме и како што кажавме, што се говориме со Сесе Оливер, тој надпревар ќе го посветуваме и во иднина. Признанието од општина Куманово секако ни годи и е заслуга на нашата макотрпна работа. Оваа година учествуваме на многу надпревари, сигурно мојот колега кажа, бевме на неколку европски купови, на неколку меѓународни надпревари. До крајот на годината не очекува Balkan Best Fighters во Србија во Ниш од 12 до 14 декември, каде веројатно ќе отидеме во најголема бројка поради самата локација која ни е на само 150 километри од Куманово и очекуваме дека ќе направиме многу медали и многу успеси. Од последниве турнири имам учествувал на трофеј Београд на кој земав злато и сум презадоволен од тоа што направив на трофеј Београд. Имав 2 борби и двете борби ги победив во прва рунда. После тоа бев во Кутина. Во Кутина имав 3 борби. Исто така сите 3 ги победив во прва рунда и сум презадоволен од самиот настап кој го пружив на Кутина Опен. Ова година исто така имам освоено европско првенство во Сараево, каде што исто така земав златен медал. Учествував и на светско првенство, каде за жал се вратив без ников медал, изгубив во прва рунда од ново поискусен борец. Ова година исто така имам освоено и државно првенство, на кое исто така имав 3 борби и сите 3 ги завршив во прва рунда. На крај на памет не беше дека ваков успех можам да достигнам, но со подршка од мојот тренер и со добри спаринг партнери секаде може да се постигне и се може да се стане. Член на Предатор сум веќе 3 години. Тренизите се доста напорни, но има и доста шала и се интересни самите тренинзи. Прво тоа е дењето на турнири, највеќе одам затоа што због дружбата која имаме со целиот клуб, со тренерот и самиот нивен пристап кон нас како нивни ученици. Јас сум Никола Николовски, доаѓам од Кратово и сум член на Предатор. Вежбам 4 месеци. Ова година беше успешна за мене. Ова година учествував на 2 надпревари. Првиот беше трофеј Београда, каде што имав една борба и донесов злато. Потоа бев во Кутина Опен. Таму имав 2 борби, првата ја победив, втората изгубив со минимална нијанса на разлика и оставив второ место. Здраво, јас сум Дајан Тадиевски, тренирам кикбокс веќе 3 години во клубот Предатор. Ова година почнав да се борам во ринг, каде сега што бев на 3 турнири во Београд, Тешан и Кутина. На сите 3 турнири достигнав до полуфинале. Тоа не ме демотивира да продолжам да тренирам се појако за да имаме болji резултати. Јас сум Максим Божиновски и тренирам во Предатор веќе 1,5 година.
Мене првиот надпревар ми беше Трофеј Београда, каде што ми беше првата борба и не успеав да освојам ништо. Но во Кутина стигнав до полуфинале и земав трето место. Тоа ме мотивира уште повеќе да тренирам и да освојувам повеќе медали на наредни надпревари. Јас сум Андре Цветановски, јас тренирам во клуб Предатор 9 години и во оваа година првиот надпревар ми беше на клуб Београд, каде што ми се погоди многу поискусен противник и само стигнав до полуфинале и освоив бронза. Јас сум Андреја Георгиевска, кикбокс тренирам веќе 4 години во клуб Предатор Куманово. На последен надпревар што бев беше Трофеј Београда. Таму стигнав до полуфинале и изгубив од поискусен борец од мене. Стигнав до бронзен медал и сега планирам да одам во Ниш на Best Balkan Fighters и таму се надам дека ќе добиам некое повисоко место и болја позиција и тоа ќе ми е мотивација да тренирам се повеќе и повеќе. Јас сум Марио Радевски, доаѓам од кикбокс клуб Предатор, каде што веќе тренирам една година. Учествував на 2 турнира, тоа се Трофеј Београда и Кутина Опен. Во Трофеј Београда за жал изгубив 2-1, но во Кутина Опен во осмина финале победив, со прекин во втората рунда поради големо водство, но за жал во четврта финале изгубив од поискусен противник од Словенија. Нормално дека за да одат на надпревари, нашите членови мора да поминат и селекција. Што значи селекцијата? Сушто значи многу повеќе тренирање, многу повеќе организирани вонредни тренинзи. Секако ние тука правиме контролни мечеви, ги тестираме нивните моторички способности и одредуваме кој всушност е спремен, а кој не е спремен за надпревар. Мора да помина низ некое сито, како би кажале ние тоа, нели? Каде што имаат одредени контролни мечеви што треба да ги одработат тие тестирања и секако мора да се докажат за да идат на надпревар. Не е едноставно, сепак се работи за боречки спорт, кикбоксот е сериозна дисциплина која е една од потешките дисциплини и потешките спортови. Затоа мора секогаш да бидат во добра форма, во добра кондиција. Од друга страна, мора здравствено да се одржуваат како што треба. Тука е психичката подготовка која вклучува од исхрана која мора да биде подредена до легнување порано, нели, завршување на обврските. Не може секој да се придржува на таа дисциплина. Тешко е во секој случај, затоа се трудиме што посериозно да пристапиме кон нив, со секој поединечно се разговара на таа тема, колку е важно тие да го живеат тој спортски живот и да имаат таа некоја што ние викаме стручно спортска хигиена на живот, нели? Каде што мора да соодветно да бидат тренирани од една страна, од друга страна да пазат на исхраната, да пазат на одморот, кој исто така е голем дел од нивната подготовка. Нашиот клуб постои од 2012 година официјално. Работиме на 2 локации, во центарна локација Карши Јулија Сладкарница, испод Офис Плюс книжарницата, и на друга локација работиме во населба Перо Чичо, така наречено Банево Трло, каде клубот ни е кај маркетот Ќошар на таа локација. Тоа се 2 локации на кои може да не постат сите заинтересирани кои се за овој спорт. А во поглед на членството, двете секции заедно бројат преку 100 кусур членови. Ние тренираме деца за креативни намени, значи рекреативно, и тренираме исто така за деца кои што сакаат да одат во борба. Овдека се работи, значи, со професори од Факултет за физичко образование, спорт и здравје, како и долгогодишни тренери во кикбокс. Значи, конкретно јас сум тренер во кикбокс и работам повеќе од 10 години. Значи, работиме во комбинирани групи, овдека имаме од најмали деца, од 5 години, па дури до 40 и повеќе години. Исто така, работиме и со женски, со машки, комбинирани групи. Имаме и помала група, значи, за најмалите, да ги оделиме, нели, од почеток да почнеме со тренажниот процес. Исто така, значи, оние понапредните и тие кои што се подготвени за борби,
ги подготуваме, правиме од соодветни спаринзи, за да можат утре да се покажат во борба. Како и да е, значи ние ги учиме дека кога одат во борба, значи битно е да дадат се од себе и да бидат најдобри што можат, а дали ќе биде тоа лекција, ќе биде победа, значи останува на нив. Секако се трудиме да напредуваат како одат, значи годините, да напредуваат и да бидат се подобри, да освојуваме заедно медали, така да тоа ни е единствениот цел.